Над 100.000 предмети на сите судски нивоа се парализирани во архивите и чекаат на исход. Некои од нив стаж имаат по неколку месеци, но некои по неколку години, што судството го прават споро, неефикасно и за граѓаните недоверливо. Министерот за правда Никола Тупанчевски тврди дека знае каде е проблемот. Значи ги намалуваме роковите, создаваме услови, истовремено тоа значи поттикнувачки однос кон она што значи евентуален застој, она како што вие рековте, или во секој случај значи давање на една можност која што всушност значи подобрување на нештата, меѓутоа во секоја смисла на зборот. Еден од главните проблеми во споровите кои имаат голема тежина е и спорното судско вештачење, каде често има тактизирања, злоупотреби, манипулации и слично. Поради ова, Тупанчевски најави нов закон. Констатирани се дефектите и јас мислам дека тоа ново законско решение ќе представува решавање на сите проблеми, досегашни натоложени проблеми. Од тоа како ќе биде изработен регистарот на вештаци и така натаму, како ќе се добива лиценца и така натаму, значи прецизни правила за тоа како ќе се одвива вештачењето во еднина. Од судовите тврдат дека не секогаш вината е во нив, бидејќи сите судови немаат доволен број судии. Од друга страна, извештајот пак на Европската комисија го тврди спротивното. Македонија има поголем број на судии од вообичаениот просек на 100.000 жители, а помал број на обвинители. Стои во извештајот. Ова значи дека проблемот можеби не е во бројот на судии, туку во нивната распределба.